присуства добро. Изреката верувај за да разбереш се припишува на Августин. И кога ја кажува таа мисла, секако мисли на познавањето на Бог, разбирањето на Бог. Без вера човек не може да го познава Бог. Неопходна е верата човек да го познава и да расте по познавањето на Бог и духовните работи. За некој ќе каже, ама значи ли тоа дека се исклучува разумот? Дали треба човек да изврши интелектуално, така кажеме, самоубиство, за да биде верник? Не значи тоа во никој случај. Прашањето е што е појдовната основа на нашето разбирање. Верата во што е нашата појдовна точка од каде што тргнуваме во нашето човечко разбирање, во нашето рационализирање. Ако верата во Бог, верата во Словото на Бог, верата дека Словото е вестината, е нашата појдовна основа, ние можеме да растеме во познавањето на Бог. Се почнува со верата. Атеистите, неверниците, велат, го критикуваат таквото расудување, велат дека на тој начин ние слепо чекориме и го исклучуваме човечкиот разум. Меѓутоа, вистината е дека и натуралистите, и материалистите, и атеистите, нели сето тоа едно исто, тргнуваат од некаква појдовна точка на вера. Тие тргнуваат од верата дека нема Бог, тргнуваат од верата дека Словото на Бог е измислено и понатаму продолжуваат со своите човечки рационализирања. Тоест, тие за нив авторитет или нивната вера е авторитетот во човечката мисла, авторитетот во човечката мудрост, во човечките филозофирања. Како и да е, и во едниот и во другиот случај има појдовна точка вера. Вера во нешто. Едните веруваат во Словото на Бог, верниците, и од тука се отвара можноста да го познаваат Бог, секако во мерата во која што нашиот човечки ограничен може да го познава Бог, а другите тргнуваат од појдовната точка дека нема вера и од тука натаму запаѓаат во атеизам. Како и да е, без вера човек не може да го познава Бог. И тоа е смислата на Евреите 11, каде што пишува преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божи збор. И од невидливото произлегло видливото. Почнуваме со таков вовед, бидејќи сличен е проблемот и со Никодим, за кое што средба почнавме да говориме минатиот пат. Еден многу така интерес, бидејќи Христос користи старозаветни аналогии да му објаснува на Никодим, има еден многу така интересен старозаветен случај. Понатаму ќе видиме еден друг со змијата во пустината, не еден друг така која е илустрација, која потврда за таа максима дека верата е чекорот за познавање на Бог. Верувај за да разбереш, верувај за да добиеш знание, познавање. Станува збор за еден сириски генерал, војсководец, голем човек, Нааман или Неман. Се разболел од лепра, во тоа време болест која не може да се лекува. И една негова слугинка, еврејка, му рекла, во мојот крај, во Израел, има еден човек, Божи човек, кој може да ти помогне. И Нааман, барајќи многу разни начини, не успел, решил да земе со себе слуги, војска, многу подароци, скапи, и да отиде да го побара тој човек. И го нашол во Израел, станува збор нели за пророкот Самуил. Самуил не излегол од чаторот, го пратил својот слуга Гези, тој да му, Абер по него пратил, да му каже 7 пати да се потопи во реката Јордан и ќе се излекува. Кога ги чул тие зборови, Нааман се налутил, тој сигурно очекувал
некаква комплицирана постапка, некакви ритуали, нешто скапо. Затоа и донел така доста скапи работи да ги подари на Самуил. На Елисей, се извинувам. На Елисей. И решил да си тръгне. Си рекол, ако требаше тоа да го направам, зашто доаѓав до овдека. Во Сирија има и поголеми реки, има и почисти реки. Сега во оваа мала рекичка Јордан, која меѓу другото не била многу чиста, од едно езеро влегува во друго езеро или во море. Како и да е, слугите го замолиле, почне да го бедуваат да го послуша пророкот. Рекле, ако ти кажеше пророкот многу потешки работи да ги направиш, немаш ли да ги направиш? А сега ти рели, еве, само влези 7 пати, скапи се и ќе бидеш чист. И тоа ли е тешко да го направиш? И на крајот решил. Неман. 7 пати влегол во водата, се потопил и излегол чист. И тој чекор на вера води до познавање, до разбирање. Излегува од водата и вели, знам дека по целата земја нема Бог, освен во Израел. Чекорот на верата го води до сознанието дека нема, до тоа познание дека нема друг Бог, освен Јахве во Израел. И сега преминуваме кон Никодим. Минатиот пат, го видовме воведот во таа случка, еден човек, бил морален, добро учен, интелигентен човек, дури началник јудејски, член на Синедрионот, фарисеј, равин, некој кој потекнуваат најдобрите теолошки школи во Јудеја, доаѓа кај Исус една вечер. Доаѓа кај Исус со така доста комплицирано прашање. Очигледно тој човек има некакви сомнежи. Човек посветен на легализам, на исполнување на законот, стремејки се да биде посовршен и така да стекне влез во Божјото царство. И доаѓа го прашува што да направам, раби, за да го видам Божјото царство. И Исус му вели, треба да се родиш одгоре, од оскора. Треба да се родиш и после повторно вели, треба одново да се родиш. На таквот одговор малку провокативно реагира Никодим, слично на јудеите во храмот кои велат, со каков знак ќе потврдиш дека можеш да го чистиш храмот? Исус им рече, срушете го овој храм, јас за 3 дена ќе го изградам. И ти одговорија, 45 години, како е можно тоа, 46 години е градан, ти за 3 дена ќе го изградиш. И на сличен начин одговора Никодим, како е тоа можно, јас стар човек повторно да влезам во утробата на мојата мајка и да се родам повторно. Исус продолжи да му објаснува, давајќи му старозаветни илустрации. Не чуди се. Зошто се чудиш? Ти си учител јудејски. Ти треба да знаеш што пише во Стариот Завет. Ти ги учиш луѓето на Стариот Завет. Дека Бог, дека човек треба да се роди од дух, од вода и од дух. И тука прави асоциација, алузија на пророштвото на Езекиел од 36 глава, кој Бог рече, со чиста вода ќе ви искапам од сите ваши престапи, од идолопоклонството и ќе ви дадам нов дух, ново срце, кој не е камено, срце човечко, од месо, всушност од месо пише, меко, срце кое е покорно, срце кое ќе го исполнува она што јас го барам од човекот, ќе го направи она што законот не може да го направи, зашто родениот, и продолжува, од тело е тело. Она што ќе го роди човекот, па ти повторно да влезеш во утробата на мајка ти повторно ќе се родиш во таа грешна природа. Природа која не може да биде поправена, природа која не може да се усоврши, зашто таа е грешна, целосно поразена од гревот. Таа природа не може да влезе во Божјото царство, зашто роденото тело е тело. Родениот човек е човек. Тебе ти треба ново раѓање на нова природа. Раѓање на природа која е
од духот, зашто роденото од дух е духовно и може да го насади Божјото царство. Со физичко раѓање ти стануваш дел од грешната човечка природа, дел од грешното човештво. Со раѓањето од духот ти стануваш дел од небото, од Божјото царство. Нема поправање, нема реновирање, има само новораѓање. И така му објаснуваше Христос, користејќи земни илустрации, нешто што треба на земјата да се случи за да се достигне Божјото царство. Му говореше за земното, за да му го објасни влезот во Божјото царство. И на тоа објаснување што го дава Христос овдека, дека треба новораѓање, зашто проблемот на човекот не е морален, човек нема да влезе во Божјото царство за тоа што ќе стане поморален, поетичен, за тоа што ќе прави повеќе добри дела. Не, проблемот на човекот е духовен. За некој да биде дел од небесното царство, треба да се роди од небото. И на тие зборови, на тоа објаснување, и сега веќе навлегуваме нели во денешното изучување, одговора повторно скептично. Како може да биде тоа? Повторно, како евреите во храмот. Како може да биде тоа? Како може храм кој се градил 46 години да биде изграден за 3 години? Повторно одговорот на Никодим е со неверување. Не, тој малку реагира како Натан. Тој како да почне да се оддалечува од поуката што му дава Христос. Ова не е можно што го збориш. И кој е проблемот на Никодим? Неговата појдовна точка. Неговата појдовна точка е законот, исполнувањето на заповедите во законот. Тој е учен, неговата вера е дека човек преку исполнување на законот може да го види Божјото царство. Ми ако е така, тогаш зашто доаѓа да го праша Христос? Зошто тој сомнеш кон во него? Зошто таа несигурност, па бара одговор од Христос? Што треба да направам? Што уште треба да направам за да го видам Божјото царство? И Христос на таквата реакција на Никодим овдека, нели, како може тоа да биде? Тоа е невозможно што го збориш. Цел живот ние сме учени на сосема друго нешто, дека треба да ги вршиме делата на законот. Почитувај го законот. Христос му одговара, враќајќи му на сличен начин на Никодим, ти си учител и не го разбереш тоа. Ти си учителот сушност. Членувана е формата. Ти си учителот во Израел и тоа ли не го знаеш? Има една критика кон Никодим, сериозна критика. Ти кој си учителот на Израел, ти кој што треба добро да го познаваш Стариот Завет и веројатно го познаваш, ти кој што ги знаеш пророштвата за духот кој оживотворува, како дејство кој не е човечкото, кој е целосно Божјо, зашто родениот од дух е како ветрот. Вели, никој не може да решава од кај ќе дојде и на кај ќе оди ветрот. Ветрот е сосема надвор од контролата на човекот. Човекот може само да ги види дејствата на ветрот. Така и со родениот од дух. Тоа раѓање е целосно надвор од контролата на човекот. Тоа е суверено дејство на духот. Духот го врши тоа новораѓање. Човекот може да ги види само дејствата на тоа новораѓање, само ефектите. И му одговора, во Стариот Завет Бог даде една визија преку Езекил 37 глава. Долина со суви коски. Дојде духот и внесе живот. И тие оживеа. Коските не го направија тоа. Можеш колку сакаш да се обидуваш костор, коски, да ги тераш да станат, додат, не можеш да го направиш. Ти сами од себе не можат да го направат. Неопходно е Божјото дејство. И ти не го знаеш тоа дека за влез во Божјото царство е неопходно дејството
на духот. Не можеш ти со своите сили, со своето извршување на законот, со заповедите, да го направиш тоа. Колку и да се обидуваш, ти си мртов човек. Каснат од гревот, затрован целосно, мртов од гревот. Неопходно е да се родиш повторно. И на овој укор, и очигледно овој укор имал влијание, имал резултат. Зашто од овој момент натаму ние повеќе нема да го чуеме Никодим. До овој момент 3 реакции има, и веќе од 10 стих па до крајот на 3 глава Никодим молчи и овој разговор всушност се претвора во монолог. Христос почнува да говори. И се не знаеме до кој момент говори Христос, од кој момент Јован дава теолошки коментар, некој одека од 16 стих натаму веќе само коментар на Јован. Но дури да е така, тој коментар на Јован се гради на она што Христос го кажува во тој разговор. И нели повеќе на учението на Христос. Како и да е, вака одговора. Ти си учител, ти тоа не го знаеш. Како може да не го знаеш тоа? И продолжува и вели, навраќајќи се на неговиот авторитет. Вистина, вистина те велам ова 3 пат во разговорот и Исус да ја користи таа сложна фраза. Вистина, вистина те велам. Тоест, ова е целата вистина. И се повикал сега на својот авторитет. Тоест, од овој момент Христос почна да прави разграничување меѓу појдовната основа на верата во него и она појдовна основа на вера што имаат фарисеите. Таа е сосема различна. Авторитетот е сосема на различно ниво. Вистина, вистина, велам. Ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Зашто вие се подпирате на други авторитети. Вашата појдовна основа е верата во нешто друго. Не верата во Словото на Бог. Не верата во вистините кои доаѓаат од небото. Кои се откринаат од оној што доаѓа од небото. Ајде да видиме зашто стана збор. Интересно како се минуваат овдека овие личните заменки. Прво вели, јас ти велам вистина, ние зборуваме, продолжува Христос, што знаеме, а вие нашето сведоштво не го примате. Кои сме тие ние, за кои што Христос овдека говори? Очигледно дека Христос овдека се вклучува себе си, како некој кој го говори тоа во што е сигурно што го знае, и она што го видел, и учениците. Знаеш, до овој момент има сведоштво за Христос. Прво Јован Крстител рече, еве го Божето јагне кој ги зема на себе гревовите на светот. Потоа откри дека тоа е Синот Божи. Учениците рекоа, тоа е Месијата. Па Филип рече, оној за кого говорат и сведочат законот и пророците. Натаниел рече, царот јудејски и Божиот син. Имаше откровенија кои беа резултат на знаење, кои беа резултат на нешто што го видоа. Јован Крстител го вида Светиот Дух како се симнува во вид на гулаб. Го чу сведоштвото на Отецот. Учениците во дружењето со Христос може да видат, да знаат. И овдека Христос вели, ние говориме она што го знаеме. Не вели, ние говориме она што пред нас авторитете човечки заклучиле, па предпоставуваме дека е така, па ние мислиме дека е така. Не, вели, она што го знаеме. И знаеме дека е така. Вистина ти вела. Нити го говорим. Јас си го кажам она што го знам со сигурност, со авторитет. Знаете, Христос и тоа и другите го видоа кога тој проповедаше, заклучуваа дека говори со авторитет. Не како што говорат фарисеите и книжниците, пишува Лука, Марко. Не, со авторитет говориш, како некој што има авторитет. Исус велеше, ние знаеме и за тоа говориме. Како говореа фарисеите? Која е разликата меѓу начинот на кој што говореше Христос и фарисеите?
Фарисеите се повикуваа на човечките авторитети. И ке изгледаше некој равен и кажеше: Хилел вели дека е така, ама Шамај вели дека не е така, туку е така. А Гамалил па вели и двајцата не се во право, туку е така. Има своји толкувања за законот, како треба да се исполнува законот, што всушност значи некоја одредба во законот и така натаму. И тие се повикуваа фарисеите на тие човечки авторитети и ги повторуваа нивните тврдења. Христос го говореше Словото на Бог, бидејќи тој е Бог, и вели, знаеме, го говориме она што го знаеме, со авторитет. Тој не повтараше човечки учења, туку говореше со авторитет. Само Словото, проповедањето на Словото дава авторитет на проповедта. Човечките мисли, колку и да се големи, не се Словото на Бог. Верата доаѓа од слушање. Знаете, секоја вера доаѓа од слушање. Секоја. Па и верата на атеистите доаѓа од слушање. Но, што се слуша? Верата на атеистите доаѓа од слушање на Слово. Секоја вера доаѓа од слушање на Слово. Верата на атеистите доаѓа од слушање на човечко Слово. И тие веруваат во тоа човечко Слово и се повеќе се убедуваат во него. Но верата во Бог доаѓа од слушањето на Божјото Слово. Затоа треба да внимаваме што слушаме ние. Прво, што слушаме? Какво слово слушаме? Слово во овој свет, слово на човечки авторитети или Божјото Слово? Тоа во голема мера ќе ја формира нашата вера. За жал, денес голем дел од христијанството слуша слово на така наречени учители кои се водени од желбите на телото, а желбата на телото е спротивно на желбата на новиот човек. Знаете ли, Божјото царство за кое што овдека Никодим прашува како да човек да го види, да влезе така натаму, е поинаков стандард од земниот стандард. Телото не го сака стандардот на Божјото царство. И телото никој пат нема да биде натерано, не може да го натераме да го сака стандардот на Божјото царство. Телото никогаш нема да го засака Божјото царство. Зашто телото сака своите желби. Сака да јаде, да пие, сака блудство, сака пороци, сака разврат. Тоа сака телото. Царството Божјо не е јадење, пиење, блудство и разврат. Царството Божјо е нешто сосема друго. Водени од желбата на телото, многу учители говорат за едно друго царство. Царство на пари, на просперитет, на суети, на задоволување на човечки желби. И велат, тоа е она што ние го сакаме и ќе го добиеме. Не е тоа царството Божјо. Ако читате што пишува во Словото, не е тоа Божјото царство. И водени од своите човечки похоти, луѓето го слушат тоа Слово и ја градат верата на тоа Слово. И градат вера. Зато да внимаваме што слушаме и што говориме. Дали говориме авторитетно Слово на Бог или говориме човечки учења. Само Словото на Бог новораѓа, само Словото на Бог преобразува, само Словото на Бог очистува, само Словото на Бог создава копнеш кон вистинското Божјо царство, не земните царства. Голем дел од современите христијански учења во црквите не се за царството Божјо, туку се за човечки царства по вкусот на грешната човечка природа. И не ја задоволува новата природа на човекот кој копне кон вистинското Божјо царство. Христос вели, ние го говориме она што го знаеме.
Од почеток до крај, во целата таа беседа, што и пред 10 стих и понатаму, ние гледаме како Христос се повикува единствено на Словото на Бог. Во нито еден момент тој не цитира некој равин. Во нито еден момент тој не кажува некаква предпоставка. Цело време тој се повикува на Словото на Бог. Вели, знаеме. Зошто знаеме? Зашто е Слово на Бог. Тоа е вистината. Не прави некакви филозофии човечки, некакви високи, мистични, не отвара теми. Многу конкретно го говори Словото на Бог. И му вели, ние го говориме тоа, оно што знаеме дека е вистина, сигурни сме во тоа, ама вие не го прифаќате. Зошто не го прифаќате? Зашто ви имате како ваша вера друга појдовна основа. Вие верувате во равините, вие верувате во она што како изградено како јудејски учени низ вековите, она што како авторитет е дадено од човечките авторитети. Не е проблемот на Никодим во неговиот разум. Не, тој бил интелигентен човек. Проблемот на Никодим е во верата, на што тој ја поставил својата вера. И кога Христос му говори од Словото, вистинско учење, не може да прифати. Или не е можно. Зашто јас сум учен цело време на друга, под наводници, вистина. Вистина од човечки авторитети. Така и со светот кој вели, нема докази за постоење на Бог. Ми има ли докази дека Бог не постои? Па се што постои само Вселената, созданието. Па самото создание е доказ за постоењето на Бог. Совршеноста, функционирањето, механизмите, како сето тоа постои, се движи, суштествува. Тоа е најголемиот доказ за постоењето на Бог. Меѓутоа, појдовната точка на нивната вера дека нема Бог, ги води во таа насока. Како и со Никодим. Тој се сопна на благодатта. Тој се сопна на Христовото учење дека треба човек да верува во спасението што Бог го дава, а не што човек со своите сили ќе го изработи. И не можеше да го прифати, зашто не беше неговата основа на верата. Дека треба, и од тука натаму ќе видиме зборот кој најчесто се повторува е вера. Вера, вера, вера. За да секој што ќе поверува не загине, секој што ќе поверува. Два пати е таа фраза употребена во текстот. Не само во 3.16, туку и во 3.15. Секој што ќе поверува да не загине, туку да има вечен живот. Вера, преку вера се добива спасението, кој што е дело единствено на Бог. Човек нема никакво учество во тоа. Не може, духот го раѓа духовното. И потоа, како друго нешто што го кажува, вели, кога за земни работи ви зборувам и не верувате, како ќе поверувате кога би ви говорил па за небесните работи? Што сака да му каже со тоа? Јас ти кажувам работи кои треба да се случат овдека на земјата, како да влезеш во Божјото царство, кои ако не ги прифатиш со вера, ти не само што нема да влезеш во Божјото царство, не можеш да ги разбереш работите за небото. Да, новораѓањето е надприродно дејство на Светиот Дух, но тоа се случува на земјата. И човек треба овдека на земјата со верата да го искуси новораѓањето. Како појдовна точка, понатаму да ги разбира и оние други длабоки небесни работи. Како може, со други зборови Никодим вели, како може сега, јас да ти обяснам за небото, кој нема аналогија на земни работи. Небото нема никаква аналогија со земното. И јас ти давам тука земни аналогии за нешто кој духовни треба на земјата да случуваш, ти не ги прифаќаш и сега очекуваш како учител да ги разбираш небесните работи. Првиот чекор човек да почне да го познава Бог е да поверува. Тоа е. Преку вера до разбирање. Поверувај за да разбереш, како што вели, нели, Августин. Ако не поверуваш,
во она што јас го говорам овдека, о спасение по благодат преку Христос, ти нема да знаеш ништо, не можеш да разбереш за Божјото царство, за небесните работи. И тој му даваше аналогии земни. Да, новораѓањето е надприроден процес, се случува на земјата, и има аналогија, вели, во човечкото раѓање. Со тоа што едното раѓање е телесно од човек, а другото раѓање е духовно од дух. И вели, ти тоа не можеш да го разбереш. И како воопшто би напредувал во духовното знаење ако не се родиш од горе, ако немаш духовно раѓање, а за тоа е потребно да веруваш. Тоа е тој прв чекор на верата кој е неопходен за знаењето на духовните нешта. И говорејќи за својот авторитет, завршува Христос, вели, никој не се искачил на небото, за да може да ги открие тие небесни работи, освен Синот човечки, кој слезе од небото и е на небото. Други зборови, нема авторитет на земјата кој може да говори за небесните работи. Единствено Синот човечки. И сега намерно тука е вклучена фраза за Синот човечки, зашто станува збор за воплотувањето, логосот во човечката природа. Синот Божи со воплотување на земјата стана Синот човечки. Оној кој е на небото Синот Божи, на земјата стана Син човечки. Една природа телесна, човечка, која беше родена од човек, но зачната нели од духот. И тука говори он за својот авторитет, при што открива една друга вистина, тоа е за двојствената природа. Еден од најголемите, меѓу другото, проблеми на книжниците, нешто поради кое не може некој да го прифатат Христос, е ова негова изјава, која вели дека слезе од небото, Синот човечки, и е на небото. Слезе, но се пак си е на небото. Воплотен логосот, заживеа меѓу луѓето, но тој си е на небото. Синот човечки во исто време е Син Божи. Синот човечки никогаш не престана да биде Син Божи. Да, голема таа мистерија. Авторот на Евреите вели, голема е тајната или мистеријата на побожноста, дека Бог стана плот. Вистината дека кога се воплоти логосот, кога во Марија преку Светиот Дух беше зачната човечката природа на логосот, на Синот Божи, тој не престана да биде логос кој суштествува својата бескрајна божествена природа, семокна, која споделува заедно со Отецот. Синот Божи не престана да биде содржителот на земјата. Но во исто време Синот Божи на својата божествена природа додаде и човечка природа, целосно како нашата природа. И логосот како личност, кој суштествува во божествената природа, суштествуваше и во човечката природа. Заради делото на спасението, нели секако. Но идејата овдека на Христос е да каже за својот авторитет. Јас го говорам она што го знам, моите ученици го говорат она што го знаат, го сведочат она што го виделе, зашто јас сум Синот Божи, кој како Син човечки дојде на земјата да ги откријам тие работи кои се на небото. Да ви ги кажам духовните вистини. И сега, која е појдовната основа зависи на твојата вера? Човечкиот авторитет или Синот Божи, кој стана Син човечки, дојде овдека да ги открие работите на небото, што никој друг не ги видел тие работи на небото, освен Синот човечки. И откако завршува со таа тема за авторитетот, тој наспроти човечкиот авторитет на кој се потпира Никодим и заради кој не може се сопиња, соблазна за него учењето за благодатта. И Христос пак се враќа сега на Стариот Завет, нешто што би требало да му биде пак познато на Никодим. Цело време, гледа, Христос се направи алузии со Стариот Завет, кој како учител Никодим треба да ги знае. И сликата е од она
Он е настан во пустината со змијата која беше издигната сред логорот. Значи ова е расказ, ова е настан кој Никодим сигурно уште на 2 години го чул. Уште како мало дете го слушнал тој расказ. Цел живот го и верувал во тој настан. А каков е настанот? Евреите кога излегоа, кога Бог ги изведе од египетското робство во пустината, во текот на времето почва да станат поздодевно, некако потешко, една иста храна, негодуваа, сакаа да се вратат во Египет, кај што имаше казани со месо, и Бог прати змии, огнени змии, како што се наречени, почнаа да ги касат луѓето. И луѓето умираа. И тогаш во очај, во плач, во невог повикаа кон Мојсей да се застапи за нив пред Бог, да престане сето тоа. И Мојсей се сврте кон Бог и Бог му рече сега, ќе направиш една бакарна или как? Да, мислам бакарна беше. Бронзена. Една бронзена змија, ќе ја поставиш насред во пустината, во логорот, секој ќе дојде таму 10 пати, ќе ги повтори 10 заповеди, ќе ставиш ише заитин, ќе се удри 10 камшика и ќе оздрави. Не го кажа тоа. Бог му рече, кој ќе погледне кон змијата, во моментот ќе биде излекуван. За Мојсей тоа звучело нелогично, глупаво. Па и за нас. Знаеме што значи да те касна змија. Евреите знаеле што значи да биде човек каснат од змија. Сигурно во Египет имало змии многу. Треба против отров на змија, треба чистење на раната, треба тревки, треба такви работи. И сигурно пробале се евреите да направат, се што знаеле. Меѓутоа Бог им вели, доволно само да погледнете, да поверувате моето слово и ќе добиете лекување од Бог. Исцеление ќе добиете од Бог. И јас мислам, ако тие што биле излекувани, и навистина тоа се случи, кога луѓето погледнаа кон змијата, беа излекувани. Јас си мислам, ако некој прашал човек кој бил во агонија, умира од отровот на змијата. Знаете, отровот на змијата го парализира нервниот систем на човекот. И така доаѓа до смрт. Јас верувам дека кога некој, што се случи, ти погледнеш што се случи, тој би ти кажал, од смрт премина во живот. Јас умирав и Бог ми даде повторно живот. Да, физички живот му даде Бог. Нов живот даде Бог. Со самото тоа што погледнав кон змијата. И тоа нешто всушност го кажува на Никодим. Таа случка, гледаш, ја знаеш таа случка во пустината. Како народот беше од смрт доведен до живот? Преку вера во Словото во Бог. Она што Бог кажа да се направи, тие го направи. Без некакви дела на човекот. Немаше никакво човечко учество во тоа лекување. И тука таа аналогија, таму во пустината, луѓето добија физички живот, нов. Беа избавени од физичката смрт. Потоа да, умреа секако. И се во продолжение Христос говори за неопходноста тој да биде како змијата воздигнат или да се издигне. Буквално збор овде да биде воздигнат, возвеличен. Тоа е значењето на овој збор овдека хјупсо што го користи Христос. Не е толку за физичко некакво искачување, издигање, туку повеќе за возвеличување, прославување на крстот. Зашто навистина тоа беше чин во кој што Христос беше прославен, тоа беше часот на неговото прославување како спасител. После тоа имаше воскресение, вознесение, кој даде сето тоа живот на човекот. И тоа е таа аналогија за земните работи. И кога му вели
Христос на Никодем, ти земните работи не можеш, ти кажам не ги разбереш, како небесните ќе ги разбереш. Ова е земна работа и ти треба да разбереш духовната позадина на оваа земна работа. А духовната позадина на оваа земна случка со змијата и во пустината е потребата од благодат во спасение. Така и јас треба и тука зборот треба, всушност е мора во оригиналното. Неопходно е. Тоа е една неопходност во Божјата суверена промисла. Промисел Бог и мора да биде во таа. Меѓутоа и неопходност за човекот за спасение. Нема друг начин. Тоа е неопходност грешниот човек да биде спасен. Да влезе во Божјото царство. Или тука го користи зборот за прв пат во Евангелието според Јован, живот вечен. Прашањето на Никодим беше како човек да влезе во Божјото царство. А сега Христос говори за живот вечен, што е исто нешто. Всушност, Божјото царство е да имаш вечен живот со Бог. Избавен од смртта. Избавен од таа духовна смрт. Тоа е поентата на Божјото царство. Живот со Бог во целата вечност. Нема друг начин. Единствениот начин е човек да со вера да погледне кон крстот. Со вера да се обрати кон крстот. Зашто? Како што тој народ во пустината беше затрован од змиите, смртно затрован, така и човечката раса денес е во таква состојба. Затрована е. Смртно затрована. И нема лек. Не постои лек на земјата за таа затрованост. Уште во еденската градина човечката раса беше касната од змијата. Смртоносен отров влезе во човечката природа. И нема лек, нема еликсир, нема серум, нема против отров. Умира. Во духовна смрт е човечката раса. Единствениот начин е како во пустината со евреите. Човекот со вера да погледне кон Исус Христос. Да поверува во Христос, за да не загине, а да има живот вечен. Тоа е, вели Христос на Никодим. Ти треба тоа да направиш. Да поверуваш во мене, за да имаш новораѓање и да имаш вечен живот. Така се влегува во Божјото царство. Така човек може да го види Божјото царство. Нема друг начин. Ово ти го говори оној што од небото доаѓа. Божиот син кој тука на земјата е син човечки, во една човечка природа која заглушува, ја покрива таа слава на синот Божи, но во неја реално пребива Логосот, личноста на Логосот. Таму на Голгота синот Божи во човечка природа, како нашата, се застапи за нас. Тој застана на Божиот суд. Го седе гревот, нашиот грев. Пострада на наше место, за да објави праведност. Тој стана грев со нашиот грев, за ние да станеме праведност, Божја праведност, во неговата праведност. Нема друг начин за спасение. Нема друг начин човек да биде избавен од отровот на гревот, од таа смрт во која се наоѓа. Тоа е решението, вели Христос. Потоа, следниот пат ќе говорим за 3.16, една така беседа ќе одделиме за тој стих, кај што малку пошироко, веројатно Јован го објаснува тоа, истото што дека Христос го кажува. Овој разговор се случува меѓу Никодим и Христос некаде ноќта. Пишува ноќе, што зборот е касно во ноќта. Може би то полнок, не знаеме колку долго трае, но доцна во ноќта. И ништо не ни кажува на крајот и ова што се случи со Никодим, кога си заминал, како си заминал, не знаеме. Меѓутоа, интересно и тоа говори многу. Јован уште 2 пати ќе го спомне Никодим во ово негово Евангелие. Во 9 глава, мислам беше, каде евреите ќе сакат да го фатат, фарисеите и Исус, Никодим ќе се застапи и ќе каже, не може така.
никој не може, во законот пише дека никој не може да суден, тој треба прво да биде повикан и да биде распрашуван. А пак подосна во 19 глава, чекай да не 19, 7 глава е прво, ова со фарисеите, а во 90 глава е после распнувањето, Никодим ќе дојде, посмел е овдека, многу посмел, ќе го побара Христовото тело. Што предпоставува дека Никодим бил таму за време на распнувањето, гледал, бил сведок на сите тие работи и тука веќе го бара телото јавно, прави чекори кон Христос. Некако сето тоа води кон заклучокот дека низ целиот тој процес, па е на крајот веќе распнувањето на Христос, секако едно подсетување. Не случајно Јован го вклучува тој момент, нели, кога Никодим го бара телото на Исус после распнувањето и врската со овие стихови за издигањето на Синот човечки, прославувањето на крстот како начин за спасение на човекот. Така да не е невозможна предпоставката дека после тој разговор Никодим и доаѓа до таа спасителна вера, тоа си има резултат. Но како и да е, клучното во овој текст, она што Христос сака да го каже, внимавај на својата појдовна основа во верувањето. Не може човек да влезе во Божјото царство, не може да има разбирање за небесните работи, ако не ја постави својата вера во Христос, во она што Христос ни го открива како Синот Божи. Погледни кон крстот. Секој што верува во него нема да загине, но има вечен живот. И тука, вака, читајќи го тој текст, не може да не дојде природно искуството или сведоштвото на Спрџен. Знаете како доаѓа, нели, сум го кажал, сигурно сте го чули, најќе го повторим, интересно. Моментот на неговото покаяние. Тој бил сличен на Никодим, со борби во него, несигурности, некаква агонија меѓу телото и копнежот за Бог. И еднаш, кога имало снежна бура, голема, решил во така некоја поблиска црква да отиде на неделна служба, во која што тоа утро имало само неколку луѓе, бидејќи дури пасторот не можел да отиде на служба, бил завеан некаде по патот. И службата ја водел еден од геконите, помошниците во црква. Седнал Спрџен меѓу малкото луѓе, млад човек, тинејџер, и веднаш влегол во окото на старешината, помошникот кој говорел таму. Го забележал како нов во црквата, прв пат го видел. И говорел од Исаја 45 глава 22 стих, каде што пишува: кон мене обратете се, или буквалниот превод е: во мене погледнете и ќе бидете спасени сите краишта земни, зашто јас сум Бог и нема друг. Изборел така лаички човекот, гледал цело време кон Спрџен, кој бил така, изгледа малку избунет, рекол: што пишува овдека? Пишува погледни кон мене. За да погледнеш, рекол човекот, не ти треба ни пари, не ти треба ни факултети, не ти треба да знаеш кој знае колку. Погледни кон Бог. И тогаш се свртал директно кон Спрџен, рекол: многу изгледаш мизерно. И погледни, не ти останало ништо друго, ако не погледнеш. Изгледаш така мизерно и ќе се останеш таков, ако не погледнеш. Погледни. И уште неколку пати повторил: погледни кон Бог. Немаш друг излез, освен тоа да погледнеш кон Него и да живееш. И Спрџен погледнал кон Бог со вера. И тоа е моментот на неговото покаяние. И неговиот
колку го знаеме, нели, духовен растеж. Процесот на него се поголемо познавање на Бог и големата служба која има. Тоа е, нели, она со која почнавме. Верувај за да разбереш. Верувај за да се спасиш и понатаму да растеш во познавањето на Бог. Ние треба. Ако некој се уште не поверувал овдека, или некој што гледа, нека бара, нека се моли. Нека се моли Духот во него да му ги отвори очите, да му ги отвори ушите, да му го отвори срцето, да му даде меко срце, кое е послушно на Божиот збор и да го чита Словото. И тоа Слово преку Духот да се осветлува во неговото срце. Новото срце кое Бог го дава. Зашто новото срце може да го прифати со вера Божиот збор. Да биде родан духовно, да живее вечно во Божиото царство. Божиот збор само со вера во него го осветлува умот и како двоостар меч не расчленува буквално и открива нашата суштина, нашиот проблем и не води до покаяние, до вечен живот. Така говореше Исус со учениците, со Никодим. Не некакви високи, абстрактни мисли, не некаква теоретска дискусија, не филозофирање кој е во право равин, дали кој е подобар, кој е поблизу. Не. Му говореше од Словото. И му кажуваше, верувај во тоа Слово. Не можеме да го познаваме Бог, не можеме да го видиме Царството, ако не веруваме. Давид пишува во 34 псалм: вкусете и видете дека Господ е добар. Ако сакаме да ја дознаеме, да ја искусиме, да ја живееме таа големина на спасителната благодат, треба да веруваме. Да бараме од Бог, да ни даде срце кое верува. Срце кое копне и го слуша Божиот збор. Така работи благодатта. Тоа е Божио дело, бесплатно како дар. И на сите нас други Господ да ни помогне да по таа благодат повторно да продолжиме во таа вера и живот што ни го дал Бог, внимавајќи што слушат, какво слово слушат. Внимавајќи на што ја потпират својата вера. На Словото на Бог или на човечките авторитети, кои го изопачуваат Словото, правејќи го привлечно за човечката природа, која се бори, е непријателска против Бог. И за жал, во голема мера денес црквата е непријателска кон Словото на Бог, кон Божото царство, борејќи се со сите сили за градење на човечки царства, телесни, угодни на човекот, во кој што ќе има просперитет материјален, наслада на телото, богатства земни и задоволување на егото и суетата. Божото царство нема ништо заедничко со човечкото царство кон кој копне е стариот човек. Затоа да внимаваме на авторитетите. Да го читаме Словото на Бог и да го проповедаме Словото, чистото Слово на Бог, зашто само тоа спасува, измива и гради вистинска вера кај луѓето. И нека Господ ни дава мудрост, разум, копнеш, сила за сето тоа. Нека се молиме. Татко Небесен, ние те благодариме за Словото кое ти ни го даваш јасно, откриено, не во некакви тешки, недостапни за умот сложни филозофии, туку јасни вистини, кои преку Светиот Дух стануваат живот за нас, преобразувачки вистини,
кои подкрепуваат, охрабруваат, смируваат, доближуваат до Тебе и не покоруваат на уште попосветена служба. И ние се молиме, Господи, нека Твојот дух кој носи во нас живот, раѓа плод, се поизобилно се вселува во нас, се поизобилно заживува во ова нашо слабо тело, давајќи сила на новиот човек, новото срце, новата природа, да копне и да живе угодно на Тебе. Навистина, Господ, се молиме, чувај од овој свет кој промовира вистини спротивни на Тебе. Телесниот ум, умот на ова тело, пише у Словото, непријателство на Бог. И се молиме, Господи, не дозволувај во измамите кои се користат, во лажливата блескавост на овој свет, да се оддалуваме од Тебе и да запаѓаме во таа измама, туку да го бараме, Господ, Твојот збор, Твоето Слово, да пристапуваме со вера кон Него, а Ти со Твојот дух, Господи, ќе ни даваш уште поголема вера, уште поголемо откритие, уште поголеми знаења, уште поголема посветеност. Се молам, ако некој се уште не Те познава, ако некој се уште живее во таа природа, неискусилно во раѓање, поттикни го, Господи, да повика кон Тебе со вера, излеја Твојата благодат, Господи, дај му ново срце кој е способно да викне кон Тебе и да Те повика за спасение. Се молам, Господи, за оние кои имат, се соочуваат со сомнежи, зашто сите поминуваме низ такви моменти, како Никодим, да дојдеме кај Тебе. И кога имаме такви моменти на борба, Тебе да Те бараме. И Ти кој не бегаш во суетите, туку продолжуваш да убедуваш, да не исполниш повторно со Твојата сигурност во Словото, да го испистриш повторно, Господи, нашиот ум, да ја загнеш нашата вера, да продолжиме по Твојот пат. Го бараме, Татко Небесен, сето тоа во името на Синот Божи, кој беше истигнат на крстот во слава за нашето спасение. Во тоа славно име се молиме. Амин. Амин. Ајде,